Земјоделците во Штипско и Светениколско започнаа со орање на своите ниви, но ќе има ли кој да ги работи истите, доколку остане незадоволството од откупната цена на житарицата? Можно е да се дојде до намалување на истите за околу 30%, но се уште не се дефинирани условите од интервентните фондови, истакна председателот на Асоциација земјоделци Гоце Серафимов и додава дека ваквата ситуација е загрижувачка. Па годинава почнаваме дел од површините ги ореме. Уште е се рано за сејбата, меѓутоа треба да се спремат површините пред. Меѓутоа оваа година нешто има некои најави дека има некои луѓе незадоволни со цената претходна и на јачмено и на пченицата, што значи дека може ќе дојде до некој намалување до 20 до 30%. Меѓутоа ние имаме некои разговори со министерството, уште не се дефинирани баш условите околу тие интервентни фондове мерки. Па да видиме ако има нешто, мислиме дека и оваа година ќе мора да се, меѓутоа има многу намалување на може има некој дел намалување на површините. Покачувањето на репроматеријалите и нафтата се одраз врз буџетот на земјоделците, а нискиот откуп на производството создава демотивација и за младите земјоделци, пошто тие се откажуваат со занимавање на оваа гранка. Тоа е проблем што сите репроматеријали се покачија, нафтата се покачи и затоа цената е многу ниска. Оваа година и ланската година цената беше многу ниска на житарицата од 9 до 11 денари се движеше за пченицата. Јачмено исто 9-10 денара. И ради тоа младите неќе да се занимаваат со земјоделие. Имаме сега помош од државата, пред неколку дена више почнаа да ни делат таа зелена нафта што викат, има зголемување на кај неа, меѓутоа цената е па ниска. Значи, нас не кошта 1 килограм произведена пченица или јачмено околу 13,5 до 14 денари, ама тоа е производна цена, плюс на тоа треба да се стави за некоја заработувачка, а ние го даваме испод таа цена. Ако не са субвенциите од државата и тие интервентни фондове, ако не постојат, значи исплатливоста е многу. Мислам, работиме со загуба, не дека е исплатливо. И затоа луѓето се откажуваат. Инаку, во зависност од местоположбата, репроматеријалите и временските услови, во овие подрачја може да се извади најмногу 4 тона житарица по хектар, а годинава просекот изнесува 2,5 до 3 тона. Доколку земјоделците немаат никаква подршка од интервентните фондови, тие би биле во целосна загуба во однос на заработувачката.